Периодов има и респираторни и стомачни вируси, и кај возрастни, ама повеќе кај децата, но поопасни се состојбите од последиците на топлото време, предупредува доктор Мира Атанасова, чија матична ординација и деновиве е полна со пациенти, и мали и големи. Доктор Атанасова вели дека ситуацијата може да биде загрижувачка кај доенчиња кои дехидрирале, а бебињата се разликуваат по однесувањето, па родителите потешко ја препознаваат. Најголем проблем кај малите деца, кај доенчињата, ние на нас педиатрите, дехидратацијата. Дехидратацијата е една слика која што не ќеме да ја гледаме во нашите ординации. Апелот е да децата се појат со доста течности, течности што се од типот на сокчиња, водата ќе ја спомнам како број 1, електролитните раствори ќе ги спомнеме. Поењето на децата ни е многу битно, затоа што сувата пелена за нас педиатрите е голем аларм. Тоа значи дека таквото дете не пие доволно течност, ќе биде раздразливо, ќе биде плачливо или обратно ќе имаме некоја тивко бебенце што ќе биде поспано, мирно, тивко со часови нема да приметат нити родителите, нити бабите и дедовците дека тоа дете е дехидрирано. Во летната сезона, кога веќе се започнати и одморите, родителите треба да знаат да ги препознаат и симптомите на сончаница, кои се полесни за детекција кај поголемите деца што веќе говорат, за разлика од помалите што не знаат да објаснат што чувствуваат. Сончаницата на кратко би објаснила дека е директно изложеност на сонце, некритично, долготрајно изложување на сонце, особено треба главата да биде изложена и вратот, значи горните партии од главата и вратот. Таквите пациенти би покажале една силна раздразливост, би покажале главоболка, мачнина, гадење, повраќање и ќе им се крене, значи високо фебрилна температура, значи ќе имаме кај тие пациенти. Поентата ми е да укажам дека таков пациент веднаш треба да се тргне од сонце. Кај сончаница потребно е да се даваат течности, да се ставаат ладни облоги и за ден до 2 поминува. Лекарите објаснуваат дека за разлика од сончаницата, топлотниот удар е многу посериозна состојба,